Конзерваторите им го продолжуваат векот на иконите од галеријата на црквата Успение на Пресвета Богородица во Штипско Новосело. Делата на познати зографи кои не се конзервирани околу 40 години ќе го добијат стариот сјај. Тие се како стари болесници, на кои што постојано им треба нега, чување и заштита. Но после конзервацијата сигурно се продолжува векот на иконата, точно со временски не, али се продолжува и така да постојано треба да се следи иконата, например, после 20-30 години, значи во текот на следење од временските услови, можда од механички оштетувања, али со конзервацијата и реставрацијата секако е продолжување векот на иконата. Иконите на кои тие работат потекнуваат од 18-тиот и 19-тиот век и е исклучително важно да се зачува нивната автентичност. При самата конзервација користиме соодветни материјали со кои што работеле и зоографите во тој период. Тоа се на природна база, значи ништо хемиско нема, значи најсоодветните материјали што потекнувале од тоа време. Освен материјалите, многу важно при конзерваторството е да се запази целиот процес на работа. Пред да отпочнеме со работа, имаме истражувачки работи, тоа е тимска работа, во која што учествуваат повеќе колеги историчар на уметност, хемичар и неколку конзерватори од кои секој си добива своја задача, нели. Откако ќе се направи проектот, тогаш пристапуваме кон реализирање на проектот. Таневски, Кекеновски и Крмов се едни од 35 конзерватори во државата, кои работат за ретка и специфична професија која бара многу. Трпение, прецизност и пред се познавање и знаење и искуство. Затоа што се работи за стари, вредни наши икони, кои што треба да ги чуваме и да ги негуваме. Вештите раце на конзерваторите треба да го продолжат животниот век на околу 100 икони од галеријата на Новоселската црква. Предходно тие работеле на конзервација на иконите и фреско живописот во црквата Свети Спас во Штип, кои датираат од 14-тиот и 17-тиот век.